Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Јаде Бурек на наша ТВ. Господин премиер, што се однесува до прашањето она што е многу актуелно и што сега ги интересира гледачи, не сте вие директно поврзан со ова, но сепак како премиер и тоа како носите одговорност воопшто и за здравјето на нашите граѓани. Македонија се наоѓа пред пандемија од свински грип, во кој се изнесуваат големи контраверзии. Што за лекот, што за вакцините и така натаму и така натаму. Дали државата исклучиво ќе ги следи само препораките, не знам, на Светската здравствена организација, или ќе го слуша малце и гласот на разумот и на луѓето и нивните размислувања и така натаму, па еве, не знам, Министерката за здравство на Република Полска одби да ги увезе вакцините затоа што имаат сознание дека има проблем, дека може да бидат ризик и така натаму и така натаму. И второ прашање, дали вие се вакциниравте или дали ќе се вакцинирате? Благодарам. Значи, вака, Министрот за здравство редовно ме информираше за сите случувања и мене и владата, и од оно што можеме да го видиме е дека Светската здравствена организација цело време дава позитивни препораки и негираше најголем дел од оние случувања за кои што беше соопштено во медиумите. Мислам дека во еден период медиумите малку и претераа. Веројатно имало некои случаеви со проблеми кои што се појавиле, но експертите кажуваат дека такви проблеми има и со вакцина од обичен грип и дека процентот на проблеми од вакцина на обичен грип е дури поголем отколку процентот на проблеми што се јавува со вакцина од свински грип. Од тој аспект би рекол дека има една општо во Македонија еден страв појавен. Ја разговарав и со некои други мои колеги од други држави, да речеме овие Шведска, Финска, Норвешка. Таму луѓето си ја слушаат државата, кажува владата и државата или Светска здравствена организација треба и масовно примаат. Не филозофираат многу вака било, така било. Додека во некои други земји, особено медитерански, крупни дебати, дали да примаме, дали да не примаме. Знаете опасноста е дека практично и кон тоа ќе се придвижи работата очигледно, секој трет може да заболе во државата. Бас сега со словенскиот премиер разговарав последно, додека чекавме да почнеме со трибината во Брисел. Тој вели истото сознание, тој го има, вика секој трет ќе заболи ако не примаат вакцина. И тука е проблемот, значи има одредена стапка на смртност. Стапката на смртност, еве ќе ви ги кажам. Од овој грип до сега во светот умреа 5000 луѓе. Од обичен грип умираат по 250 до 500.000 луѓе. Смртноста е многу мала. Дури и самите лекари во консултација, чи нормално не сака, не се грижи, сега не може прво не можеме ние да го вакцинираме целото население. Второ, вакцината би требало да биде, не знам, за оние поризични групи на граѓани, и трето, работи на својот имунитет, лукче, витамин С. Јас се извинувам малце ако вака вечерва делувам одбојно, тоа е ради редовно конзумирање на здрави на вакцини природни. Јанко, тоа е, ние го чувствуваме тоа дека има отпор меѓу населението и затоа и сега набавивме помала количина на вакцина. Добро. На почетокот тргнавме 400.000 дози, па нели после кажаа дека не треба дводозно, туку еднодозно, и спадна 800.000. Добро, тој пропадна, не се подпиша. После кога видовме дека интересот значително е намален, се набавивме помал број на вакцини, но и тој ќе остане, и тој не можеме да го потрошиме, затоа што влезе стравот, а од друга страна сепак има последици. Сега ја не сум доктор, вие веројатно се викнале во емисија и епидемиолози и не ги следам сите емисии, следам тоа што можам. Но добро е да викнете слушно лице да објасни добро за граѓаните дека мораме да веруваме на некои си, не можеме да не веруваме. Се случува со ХПВ вакцината. Ја имав овдека стручник токму по тоа прашање и јас и вие имаме мали ќерки кои наскоро ќе дојдат за вакцинирање. Да. Искрено да ви кажам, и покрај сето тоа што го слушнав овдека од почитуваниот лекар, со сите препораки, ја немам намера да ја вакцинира мојата ќерка на 12 години, ќе го оставам тоа она кога ќе одлучи, а не државата да ме принуди на 12 години, затоа што државата вели вака: вашето дете најверојатно ќе стапи во сексуални односи од 12 години, па треба да се вакцинира. Ја викам, фала ви на вашето сознание,
A што ќе прави како ќерка ми, ќе си одлучи после своја 18 година. Мислам, малку е пристапот во целава работа. Јанко, гледај се, за таа вакцина, значи, во цел свет се прима вакцината. Не сум чуo за некои проблеми, а знам кои се последиците. Знаеме сите кои се последици. Тоа се рак, Така. канцер, така што тоа е неплодност, исто така. Второ, препораката во кои години е најдобро да се прими, е исто така од експерти. Да не се правиме ја и ти поголеми експерти од експертите. Барем за медицината, треба да веруваме на светските авторитети во медицината. Инаку тогаш ниедна вакцина за ништо да не примаме. Господине премиер, јас само ви ги нафрлам овие работи, бидејќи не сте експерт, не сум јас. Но сакам да ви останете со отворен ум и да размислувате. Сакам да размислувате. Ја размислувам, ама поинаку од тебе. Сигурно повеќето, можеби јас сум патриархален, и сигурно повеќето од нас знаат дека нашите деца нема да стапат, освен ако не се у некои попримитивни средини со понизок цивилизацијски развој, да стапуваат во сексуални односи, во бракови уште на 12 години. Така да, за една вакцина која е нова, кои последиците не ги знае. Не збориме овде, господин премиер, за БСЖ, која знаеме 60 години. Што е и како е. Овде збориме за некои генетски манипулации кои не можете. Треба години. Ја реков, после 10-15 години може би ќе го сменам мислењето. Ама сега не. Значи, Јанко, никој со сила нема да биде натеран да приме вакцина, но значи со сила нема да биде. Но морам да изразам несогласување со твоето мислење за ова прашање. Мислам обратно тебе, мислам дека треба да се приме таа вакцина, мислам дека нема никаква штета од тоа. Не алудирам 12, 16, 18 години, но е многу корисна и може да спречи многу умирање на многу жени, на многу девојки или жени во подоснежни години или неплодност. И од тие причини и побуди ние воведовме такво вакцинирање, сакајќи да помогнеме да се намали бројот на смртни случаи, на болни, на страдање, на лечења, на крајот на краиштата и на финансиски трошоци за тие лечења, затоа што едно лечење од рак, доколку се излечи, прашање е, најголемиот дел завршуваат и со смртност, чини многу повеќе отколку вакцината. Така. За нас ќе беше полесно да не трошиме сега пари за вакцина, па кој се разболе, нека му е мисли после. Меѓутоа, ако размислуваме долгорочно, наша обврска е да предупредиме дека постои таква опасност и да дадеме можност да се избегне таа опасност. Господин премиер, не ќе намерате да ви го сменам мислењето, ако верувам, јавно да го кажам ако минимално верувам, значи ако минимално верувам дека можам да нанесам штета на некого, биди сигурен дека немаше да одиме со таа вакцина. Секако. Двабоко сум убеден дека направивме одличен чекор со таа вакцина. Добро. И времето ќе го покаже тоа како што викаш. Океј, а ако покаже нешто друго, исто така ќе реагирате. Не може да покаже затоа што таа вакцина пред да се пушти во употреба со години е тестирана. Таа не е за 1 месец, за 2 месеци или за 3 месеци. Во ред. Се надевам дека има фази на тестирање. Трошоците во здравството ќе се намалат со воведување на конечното забранување на запушење на сите јавни места. Многу се вознемирени кафанџиите кои се научени луѓето со цигара да конзумираат. И тука го имаме истиот проблем, Јанко, како со казните, нели викаме европски правила, воведовме европско правило. Поголемиот дел од земјите во Европска унија веќе го имаат воведено кој пред 2, кој пред 5 години. Сега зошто европско правило? Како да направиш, така ќе сгрешиш на некого. Ова ме потсеќа во времето вие кога бевте министер. Слушнав една забелешка, една се јави некој. Кога доведовте фискалните сметки. Да, тогаш реакции огромни, зошто фискални сметки, зошто фискални каси. Цел свет имаше воведено, цела Европа, Србија уште немаше, тогаш сега и она воведе. И не знам Албанија дали има. Сите има воведено фискални каси. Ние бевме 2-3 земји во Европа што не сме вовеле, воведуваме фискални каси, демонстрации, протести. Бог да чува и да бране. Сега е ненормална работа фискални каси. Така и за ова. Значи, прво штетно е по здравјето на тие што консумираат. Второ, штетно е по здравјето на тие што се околина. Трето, цела Европа го воведува тоа. Па слушнав коментар, дали беше во оваа емисија или во друга, зошто даваме субвенции на тутунот, а од друга страна забрануваме овде го рекла, консумирање во јавни простори. Добро. За тутунот даваме субвенции затоа што најголемиот дел од тутунот се извезува. Нек се трујат други. Ако не купат од нас, ќе купат од некој друг, така? Од тоа живеат илјадници луѓе во